Главната расправа за судскиот случај поврзан со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани е закажана за 19 ноември оваа година, а ќе се одржува во судницата во затворот Идризово, информираа од Основниот кривичен суд Скопје. Како што претходно извести Основниот кривичен суд Скопје, обвинението поднесено првично од Основното јавно обвинителство Кочани, па со решение на државниот јавен обвинител доделен во надлежност на Основното јавно обвинителство Скопје, беше одобрено во целост. Согласно АКМИ системот, овој судски случај ќе го води судијата Дијана Груевска-Илиевска. Покрај судиите кои се изземаа од постапување пред оцена на обвинението, дополнително и судиите Тамара Витларова Смилевска и Илина Смичковска-Илиевска се изземаа од постапување по предметот заради исполнување на законски одредби, односно лично познанство со дел од оштетените. Како член на судечкиот совет кој ќе постапува по предметот согласно измените на годишниот распоред за постапување на судиите, ќе постапува судијата Ахмет Идриси. Со оглед на бројот на обвинети и интересот кај медиумите, како суд укажуваме на сите учесници во постапката да бидат присутни во судницата најмалку 1 час пред закажаниот термин, заради неопходните безбедносни процедури како и навремено отпочнување со расправата. Сите акредитирани медиуми навреме да ги обезбедат неопходните дозволи за снимање и фотографирање од Врховниот суд, велат од Кривичниот суд. Министерството за здравство информира дека вчера почна вакцинацијата против сезонски грип која се спроведува на вкупно 35 вакцинални пункта низ државата, од кои 5 се во Скопје. Веќе се пријавени 43.000 граѓани на апликацијата vakcinacija.mk, а можноста за пријавување продолжува. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население, повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници и бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи. Светската програма за храна на Обединетите нации предупреди дека глобалната помош во храна е на критична точка, а рекордните нивоа на глад и сериозните намалување на финансирањето ја принудуваат Агенцијата на Обединетите нации да ги намали операциите во неколку земји погодени од криза. Во некои земји навистина сме на критична точка, токму сега во време на рекордни нивоа на глад, рече Рос Смит, директор за подготвеност и одговор во вонредни ситуации. Смит извести дека околу 319 милиони луѓе се во акутна несигурност со храна, а 44 милиони се на ниво на итен глад. Се наоѓаме во досега невиден момент во историјата, каде што се случуваат два вида глад истовремено, рече Смит, истакнувајќи дека бројот на луѓето што се соочуваат со услови слични на глад се дуплирал во последните 2 години, на 1,4 милиони во Газа, Судан, Јужен Судан, Мали и Јемен. Тој наведе рекордни нивоа на глад во Демократска република Конго, каде што повеќе од 27 милиони луѓе имаат несигурно снабдување храна, но само 2,3 милиони добиваат помош. Во Сомалија подршката е значително намалена, достигнувајќи само до 350.000 луѓе, следниот месец помалку од 1/4 од минатогодишната цел. Пакистан и Авганистан објавија примирие по неколкудневните најжестоки судари во последните години во кои загинаа десетици луѓе од двете страни на границата. Прекинот на огнот следува по апелите на големите регионални сили, вклучувајќи ги Саудиска Арабија и Катар, бидејќи насилството се закануваше дополнително да го дестабилизира регионот, каде што групи како Исламската држава и Ал-Каеда се обидуваат повторно да се наметнат. Пакистан го обвинува Авганистан дека им нуди за солниште на вооружените групи, што афганистанските талибанци го негираат. Пакистан се бори со милитантни напади кои се зголемиле од 2021 година, кога талибанците ја превзедоа власта во Авганистан. Министерството за надворешни работи на Пакистан соопшти дека прекинот на огнот ќе трае 20 часа и изјави дека тоа е иницијатива на Авганистан. Клучните гранични премини остануваат затворени. Предходно Пакистан објави дека неговите сили убиле десетици припадници на афганистанските безбедносни сили и милитанти во ноќните борби. Хуманитарната организација, која управува со хирушки центар во афганистанскиот главен град Кабул, објави 5 мртви и 40 ранети како резултат на експлозивите во градот.
Пограничните области на Пакистан се жртви на насилство од 1979 година, кога земјата станала клучна на првата линија на фронтот во војната финансирана на Соединетите Американски држави против Советскиот сојуз во Авганистан. По нападите од 11 септември племенскиот појас на Пакистан потона во хаос, бидејќи афганистанските талибанци, Ал-Каеда и други групи действуваа од двете страни на границата, за да ги нападнат силите на НАТО и пакистанските безбедносни сили. Времето денеска претежно облачно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, повремено пообилни. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 11 до 15 степени.